Благодарам, колега, за вашето обраќање и поодносно на што го истакнавте тука, дека се чувствувате измамени за тоа што сте го вложиле како политички капитал во досегашната влада и како ви било возвратено. Јас само ќе ви реплицирам со извадок од поентите на еден лекар кој што вечерва имаше настап на телевизијата, која што председателот на ДУИ погрдно ја нарекуваше Телма Мелма, обидувајќи се да ги омаловажи за тоа што критикуваат. Тоа е докторот Предраг Серафимовски од Синдикатот на Клинички центар. Колегите што се тука од гостивар може би подобро го познаваат. Тој го тврди следново. Вика, синдикатот се чувствува изиграно, синдикатот на лекарите, затоа што им било ветено пред 3 години дека секоја година ќе имаат по 10% зголемување на платите. Тоа ветување, тврди доктор Серафимовски, влијаело на 25.000 доктори, кои што 25.000 доктори, верувајќи во ова ветување за зголемување на 3 пати по 10% во 3 години на платите, влијаеле и на своите пациенти или обкружување. Односно, тој вика дека докторите имаат големо влијание врз народот. Но со тоа ветување требаше да имаме зголемување за 30% на платите, а до сега едва и 5% не ги зголемиле. Сето ова ја прелеа чашата. Ова збори дека оваа власт не ги почитува тие со кои што разговара и на кои што им ветува. Не ве почитувала вас, не ги почитува лекарите, не ги почитува ни граѓаните. И да ви дадам еден друг пример, не за вас лично, но како концепт. Вие сте 5 месеци подпредседател на Собранието, но ниту еднаш не видале прилика да председавате со седница на Собрание. Тоа не се однесува само за вас, предходно беше Фадил Зендели, исто така подпредседател на Собранието, но не му дозволија ниту тој да председава. Тоа е израз дека тие ви даваат функција, но не ви даваат власт. Истото ќе биде и со партијата Алијанса. Ќе добијат неколку функции, но нема да добијат власт и само прашање е на денот, на која следна седница, дали за 4 месеци од денес, дали за 9 месеци од денес, порано или покасно, ќе излезе тука нова говорница пратеник од Алијанса и ќе каже се чувствуваме измамено, под паролата Европски фронт се прават провизии и се злоупотребуваат политички партии за краткорочни цели. Благодарам многу.